Почитувани гледачи, добро вечер. Добро дојавте уште едно издание. Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Оваа емисија и ке можете да ја следите и на Сител 1 утре вечер. Вечерво имам особена чест и задоволство да поздравам двајца гости и тоа и двајцата се од областа на спортот. Првин ќе му посакам добро вечер на летечкиот македонец Игор Стефановски Иџе. Иџе, добро вечер, добро дојде. Добро ве најдов. И Маријан Спасевски од Агенцијата за спорт и млади на Република Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Вива сокче за вас немаме. Вода ќе пиете. Навигнати сме на вода. Да? Добро. Слушам дека сокчиња давате за тоа. Шега на страна, ќе разговараме опуштено, но првим би сакал, бидејќи во август месец имавме два големи успеси во пливањето и во ридско-брзинско возење, ако би можел точно да кажам. Правам малку емисии за спорт. Критички, стварно треба секоја критика кон мене, малку го следам спортот и треба да му посветам внимание. Еве, нека биде ова поттики за мене, а уште еднаш честитки до вас и кажете ми, многу работи не знам за вас, многу работи не знам од автомобилизмот, како и голем дел од нашата огромна публика. Како вид на трки вие се надпреварувате и како станавте европски шампион? Така, да. Значи, дисциплината што ја возам се нарекува ридски надпревари под капата на ФИА. Тоа е едно од посериозните надпреварувања во таа област, во тој дел, во тој сегмент на надпреварување и е едно од најдобрите надпреварувања во светот во тој дел. Јас минатата година бев дебитант во тоа и за моја среќа покрај големиот труд и успех постигнат на почетокот, успеавме да ја обезбедиме и титулата европски шампион, за да и оваа година доминантно ја потврдиме и ја освоиме повтор пат. Сакате да ми кажете дека вие отскоро се занимавате со овој спорт, така ве разбрав? Не, во автомобилизмот сум од 2003 година активен, па се до ден денес. Почнав во македонскиот шампионат, освоено имам 11 шампионски титули во Македонија, од кои 6 мислам дека се на кружни трки, 5 се на ридски трки, балкански шампион сум, централна европска зона исто така шампион, за да како круна на сите тоа долгогодишно искуство во автомобилизмот, ете дојде и овие две европски титули. Кај нас нема можност за врвен автомобилизам, бидејќи тоа е многу скап спорт. Ме интересира, кај нас младите сакаат многу да тюнинг да се прави, се е попопуларно. Колку има врска, дали и вашиот почеток беше така, ете, љубовта кон брзото возење, па тоа да прераснува. Каде престанува разликата оној младалашки елан и кога тоа станува спорт, ми интересира? Јанко, значи, она што го кажуваш, тюнинг нема врска со професионалното тркање. Значи, тоа нема додирни точки. Јас сум, ајде да кажам, противник на тие брзи возења низ улиците. Сепак мислам дека оние што требаат, што имаат желба и што имаат талент за возење, треба тоа го направат на една патека професионална, каде што условите за преценивна безбедност се многу поголеми, а сепак и за останатите во сообраќајот, каде што можеме, сведоци сме на многу бројни несреќи, каде што гинат и невини луѓе и не знам, како што кажав, нема додирни точки она што го возат тюнинг низ градските улици и професионалното тркање. Сепак ова е професионализам и нема отстапки. Како се станува професионалец? Како да се отстапи? Што можеме да им порачаме? Како да бидат во спорт и да напредуваат наместо, нели? Пред се би ги советувал сите, како што кажав, што се љубители на брзото возење, да тоа го направат на професионален начин на тркачка патека. Имаме трки, за жал кај нас е во помал број, меѓутоа има неколку, каде што може да се пробаат и да видат колку е нивниот талент, а и колку се спремни за самото тоа. Би кажал дека автомобилизмот е исклучително скап спорт. Значи, тоа е, можам да кажам, и најскапиот спорт во светот, бидејќи сепак не зависи само од надпреварувачот. Талентот, џабе да имате и талент, да имате и знаење, меѓутоа сите оние пропратни елементи околу возилото, околу сите подготовки на возилото се финансиски многу, треба да бидат финансиски многу подготвени. Колку чини еден
таков врвен спортски автомобил? Зависи во кое надпреварување се Имате и категории, имате вие повеќе автомобили? Значи, не. Сезон? Имаме автомобилизмот како автомобилизам е една гранка, меѓутоа има ридски патеки, има кружни патеки, има рели. Сето тоа си влече своји средства. Во мојава ситуација, за да одржувате еден ваков автомобил во добра состојба, да настапите на сите тие надпревари, сумата е голема. Што е тоа? Па тоа може да се каже дека со 100.000 евра е просечна сума која може да За да извозите сезона. Таков автомобил не се продава, таков автомобил се креира, не можеш да го купиш. Тоа се инженери, тоа се професионални куќи кои го прават, значи тоа не е обичен автомобил. Пред се деловите што се монтирани на автомобилот се сосем различни од она што го има серијскиот автомобил. Значи професионални инженери го прават, го проектираат, доста е брз. Убрзањето од 0 до 100 за неполни 3 секунди, снагата е многу голема, да, на некои брзини, на некои трки Вие и неколку ге доживувате. Тоа е страшно брзо. На неколку стази имаме достигнување на брзината преку 220 км на патека како што е водно, на сплет кривини. Не знам. Како што кажав, треба и возилото да биде подготвен, сепак и возачот. Колку вие навлегувате, јас се извинувам, ова е за мене нова материја. Ја морам да ви признам, вие како директор на Агенција за спорт и млади ќе ви дадам, ама знаете како уживам ја како водител кога ќе дојдам во нова материја. Ова е за мене еден нов свет и мене ме фасцинира сето ова. Кажете ми, спортист како вас, што мора физички и ментално да се подготвува за една ваква трка, а после би идел пак за автомобилите и за механиката? Јанко, пред се ја кажам, значи шампионатот што го возам се состои од 12 трки, тоа е низ цела Европа. Имаме трки во Шпанија, имаме трки во Португалија, имаме во Чешка, во Италија, цела Европа. Мојот тим е мал. Значи, за разлика од оние тимови со кои што се надпреварувам, верувајте, тоа е како, не сакам да потценам, меѓутоа како наш Вардар да игра со, не знам, фудбалски клуб Манчестер или споредбата е таква, дефинитивно. Тоа се врвни тимови, национални тимови со голема логистика, со огромни буџети. Значи, им доаѓаат специјални кувари за нив, од сите аспекти се многу повеќе од нас. Меѓутоа, ја минатата сезона и оваа изминав 45.000 километри поминати во дестинации до сите трки. Не разбирам. За 6 месеци, колку што траат трките, значи од август месец до сега, 12 трки, до сите тие дестинации каде што треба да стигнам, изминав 45.000 километри и тоа возење сам. Значи, затоа си ти шампион. Добро. Не знам, тоа е тренинг или исцрпување? Дефинитивно исцрпување. Треба да стигнете таму, треба да се прилагодите, треба да ја научите стазата. Имаме стази кај што има преку 180 кривини, имаме стази на 18 км, има зависност од конфигурацијата на стазата. Треба да процени, немам возило за тренинг, за разлика од моите конкуренти кои доаѓаат со возилото што се тркате и тренирате. Не, со тоа не смее да се вози на трка. Тоа е само значи тоа е само за тренинг и за трка, не смее да се пали во другите денови. Мислам не смее да се вози. За тренинг. Да. Квалификации и трка. Па како вежбате? Вежбам со моето возило за транспорт, со комбето или со... Ја возите патеката? Да, ја возам патеката обично. За да ги научите кривините? Така, и обично ги гледам на интернет. Така ги учам стазите и... Ги меморирате? Да. Како шахист кој без гледање? Значи нон-стоп гледање и треба да простудирате, да речем, една стаза од 18 км која се вози во Италија, една од најтешките, преку 180 кривини, кај што брзината на некои делови... Та на Алпи негде Комо таму? Не, Тренто Бондоне, Тренто, во Трентино. Брзината достигнува и преку и 200 и нешто километри, на сплет опасни кривини, како што кажав, доста и луѓе погинале. Треба да одлучите каде да закочите, колку газ, со која брзина, све тоа треба да го вклопите и на крај да ги победите и шампионите што настапуваат таму. Дали електрониката ја користите за тоа да ви прави анализи, например, кога ќе извозите една таква тест трка, па знаете да знаете каде треба да додадете? Го имам на моето возило, значи на моето возило го има тој систем, меѓутоа јас немам тим што може тоа да го следи, да го прати. Па после за да имате брз тюнинг. Тоа го прават, моите конкуренти го прават, значи после секоја вожња вадат телеметрија комплетна и комплетно гледаат каде се поспори и каде се побрзи. Технологијата отиде на многу напред, дури
не знам, тие тимови се. Меѓутоа, интересно е што и покрај сите тие работи и без механичар некој трки ги победува. И тоа им е многу чудно и не им е јасно. Тоа не може да поверуваат. Значи Тоа тимови... значи дека сте вие исклучителен талент. Не знам што да кажам. Јас не сум одел на часови за возење, иако тоа го има професионални. Значи да одите вие да ве обучува еден рели возач, сигурно е дневен час е до 3-4 евра. Изузетен скап спорт. Јас за моја среќа сум учел од моите родители, од мојот татко, од мојот брат. Сам сум учел, сам сум гледал И они се исто се занимаваат? Брат ми беше македонски исто шампион. Така. Он беше првозач, па почнав и јас и ете до ден денес. Он отстапи местото да можеме да продолжам, инаку Стварно? не можевме да издржиме тоа ше. Тоа е многу скапо. големи луѓе немаат проблем со такво его и да го отстапат местото. Ова збори за тоа какви луѓе Дел од сте ви. мојот тим се, значи нонстоп се покрај мене. Тоа е тој мој тим, значи сепак се тие луѓето. Кој ја прави колата? Колата колку можеме тука ја одржаваме. Меѓутоа за одржување на тоа возило овде кај нас нема нити делови, нити оние потребни елементи за да се одржува. Тогаш? Одам во Италија, одам во Полска. Во Полска имам И то со возење. со возење на приколка, тоа е. На тоа. приколка го ставате возилото. На приколка, Така. да. Луѓето ме прифатија, се вика Ford Turbo, тоа е тркачка работилница со преку, не знам, може 30 вработени што работат само тркачки возила, професионален тим. Ме прифатија, го видоа мојот талент, ми помагаат колку што можат и се презадоволни од моите успеси и не знам што да кажам, дури се чудат на резултатите што ги постигнувам со ваква мала логистика. Кога се овие надпреварувања, настапувате како поединци или настапувате како тимови? Например, како што е во Формула 1, имате тим Макларен, За да имате настапувате во Ферари. секој во таа трка, пошто е под капата на ФИА, тоа е сериозно првенство каде што има огромни правила и ригорозни правила. Мора да сте член на федерација, мора да сте член на клуб. Без, значи нашата федерација е членка на ФИА, за да можете да добиете лиценца за возење на тие надпревари. После секој надпревар и пред секој надпревар има ригорозни испитувања, проверки на возилото. Јас и да победам, мене многу луѓе ме честитаат, а после победата имам проверка на возилото, комплетна проверка од делегатите на ФИА. Моето возило е, ајде да кажам, меѓу најпроверуваните затоа што едноставно не им е јасно како може да се направи такво време, толку разлика со конкурентите. И верувајте, на секоја трка тоа ми е најтешкиот дел од Кој ќе почне претресот? Да, почнува проверка, значи детално на све, буквално на све. Нив не им се верува. Јас немам А на тоа некој не го трки прават механичар. на секој тим, на секој возач. Не го прават на секој, исклучително, буквално на сите 11 трки еве до сега, на сите 11 трки возилото е проверувано и тоа до најситен детал. Не најдоа ништо. Не најдоа ништо. Сите честитаат после тоа. Што возите? Мислам, што е возилото во основа? Возилото е Mitsubishi Lancer Evolution 9, 430 конски сили има, како што кажав, убрзавање од 0 до 100 е околу неполни 3 секунди, доста брз автомобил. Тоа е тоа. Колку кубика кажете? 2000 кубика. 2000 кубика турбо, да, тоа е турбо. Значи, тоа е турбо. Предпоставувам дека потрошните делови на тој мотор многу брзо се трошат. Овој автомобил работи на работни сати. Аха. Ја буквално и во Македонија и не го палам, бидејќи сепак немаме стаза за тренинг. Водно не е доволно добро? Не, водно е доволно добро, меѓутоа сепак е тој не може да се затвори, сепак е водно за Отворен сообраќај, така да у 4 сабајле иđе. тоа го правевме порано, Те меѓутоа слушам, сега не. ја близина живеам. Сега не. Порано шегувам. сме возеле, сега не. Ова е веќе брз автомобил и може да дојде Така. Ајде Боже до. Во тие возења, значи, една работа што колку што успеам сега да разберам, да навлезам во цела вара. Рефлексите ваши, меморирање добро на целата патека, точно да знаете, без оглед дали сте погледнали или замижале, вие знаете каде се наоѓате и што ве чекат за цвиекот и како можете да влезете. И трета работа, има една во тоа возење, обично рели, Колин Мекри, која го вежбавме ние на компјутери, знаеме што иде асфалт, па тармак, па разно. Вие не идете, вие имате една патека. Асфалт, Асфалт е претежно. Но
често пати, за да се влегува во вакви кривини и да се фати, бара големо дрифтање. Така. Дури велат овие големиве трки што се таа во Италија, вика, има вика цели километри каде што вика мораш у дрифтање да ги поминеш, вика, Види, Јанко, затоа што немаш прав. Треба да одлучиш. Значи, буквално е како во Формула 1. Имаме гуми за дожд, имаме гуми мека компонента, има средна компонента, има тврда компонента. Во зависност од температурата надворешно и од температурата на асфалт треба да одлучиш со какви гуми ќе возиш. Значи, тоа работат инженери, тоа се тимови каде што амортизерите на возилото имаат 1200 комбинации за подесување. Ја тоа не знам да го направам, тоа се инженери. Па кој го прави за тебе? Не го прави никој, јас имам неколку подесувања каде што немам ни можности тоа да го правам, верувај. Право се тие што ти ја претресуваат колата. Јас се извинувам. Ова е стварно, мислам, ги реметиш, буквално Иџе, ти си очигледно толкав талент. Извини што ти се обраќам со Иџе, господин Иџе, господин Стефановски, нема проблем. Не заради тебе, гледачите да не се навредат дека немам пиетет и почит спрема тебе, ама колку што разговарам, ако ништо друго, барем брзо капирам. Значи, на целата таа електроника и логистика и така натаму, вие ги реметите, од кај се појави сега овој, ни со подесувања, ни со ништо. Колку сетови на гуми тебе ти треба за една трка со се... Јас возам со еден сет нови гуми, зависност на некоја трка ги возам и старите, ги менјавам, бидејќи сепак е премногу скапо. И тоа е 2-3 евра сигурно една трка. Да, 3000 евра. Јанко, интересно е, има факт што до сега во последниве 11 години никој во мојата категорија не ја потврдил титулата. Значи, А вие ја потврдивте и лани и годинава. Да, значи да ја потврдиш. Тоа во последните 11 години никој до сега не му успел. Пред 11 години некој германски возач има потврдено титулата. 11... Кои се главните тимови во овој спорт во светов? Кај нас во Европа, да речем. Главни тимови. Автомобилизмот е голема гранка, зависи од кој спорт. Да речеме, види. Не знам како се викаат тие имињата на тие тимови. Нели во формула се Ферари, Мекларен? Па зависи, има милион тимови, има еден куп. Добро, знаеш зошто сакав те прашам? Не дојде, не постојат таму трансфери да речат Јанко, мали ти даваш голови, ела сега за Челси да играш. Постојат, меѓу, како што кажав, автомобилизм не е спорт каде што е талентот основа за да вие продолжите. Сепак се тоа многу финансии за да некој ви ги даде и да ве викне клуб да возите. Имам понуди, значи имам понуди. Стигна понуди за Формула 3, уште минатата сезона. Стигна. Меѓутоа они покриваат, да речеме, вие да возите во Формула 3, буџетот беше 430.000 евра основен буџет. Добро. Они покриваат 20 или 30%. Значи од тој буџет. Значи вие морате преку спонзори да го најдете другиот. А вие би можеле да се снајдете во Ја верувам дека би можел во секој во све што се движи со автомобил, мислам дека би можел да се снајдам. Не тврдам, меѓутоа според она до сега во сите возила што сум ги возел сум бил шампион. Во сите возила што сум ги возел сум направил рекорди, така да не знам. Како ги покриваш трошоците? Дали со освојувањето на овие први места материјалните награди? Материјални награди се минимални во ова првенство. Меѓутоа, благодарение на моите спонзори, сепак и моите родители, мораме да спонзори родители, добро, тоа сепак, добро, добро, без спонзорите не би можело ова. Кои ти се главни спонзори? Главен спонзор ми е Витаминка, уште од почнувањето на ова приказна за европскиот шампионат. Витаминка искочи во пресрет и еве до ден денес благодарност до нив. Кожувчанка исто така ми е спонзор, Мотоцентар, Алкалоид. Супер. Имам повеќе помоши од Агенција за млади и спорт, уште неколку фирми, ЛПР, така да сите тие некако се трудат колку што можат да обезбедиме. Кај си сега заглавен? Каде е исчекорот што ти треба? Сега... Европски шампион си. Следно ќе биде светски шампион, предпоставувам. Дај Боже, значи многу е што тежок ти треба патот до сега светскиот понатаму? шампионат. Интересна работа. Заглавивме со муабетов, не ми се лутиш. Напротив, ја не знаев уживам. како ќе биде. Уживам. Да. Јанко, добив ајде не сум го кажал до сега, може веќе новините. Добив покана од ФИА, главните луѓе на ФИА за да земам учество на европскиот шампионат во кружни патеки. Тој е емитуван, Што значи тоа овие се брзи, овие Ова е круг, ова е како Круг. Формула 1. Брдските патеки се патеки каде што возите како 100 метри трчање. Тоа имате време, Точка што А, ќе точка Б. направите, да, тоа е ваше. Добро. Овдека зависите и од други.
можам да кажам дека е не потежок, може би е полесен за возење, бидејќи имате 20 круга зависни од стазата, може да калкулирате. Меѓутоа е многу поекспониран во медиумите. Ова надпреварување оди во живо на Евроспорт, е пренесувано од Евроспорт, има добра медиумска логистика. Дали се ова трките оние на Поршеа кога Не, се ова е уште појак шампионат. Ако е Порше како Порше, ова е европски шампионат. Значи, тука има неколку тимови, има BMW, има Honda, има Seat, има различни типови на автомобили. И како што кажав, учество земаат најдобрите возачи. Не може секој да извади пари и да оди да учествува на тоа. Бидејќи е лимитиран бројот на надпреварувачи во тој дел. Можно е до година, тоа само наслушнав, дека на 2 трки од Формула 1 би одело како предвозење. Оно што го кажав, тоа е веќе одскочна даска за во оние тимови и светски шампионати. Јас се надевам дека ќе собереме финансии и средства за да можеме да го пробаме. Не ветувам дека би били таму. Што ти треба? Кажи конкретно. Требаат финансии, значи треба логистика. Буџетот за тоа едно надпреварување, не знам, би бил сигурно околу 300.000 евра. За наши услови е многу. Јас знам дека кај нас е ситуацијата тешка и дека стварно се тоа пари. Верувајте, во автомобилизмот 300.000 евра во таков шампионат, тоа е како не знам, минимално. Со она што го имаат другите тимови. Што ти е идеално? Што ти е сонот? Каде ти се амбициите? Те разбрав дека да те седнат у Формула 1, око не ти трепнуе ќе цепаш, ама амбициите. Ова што го постигнав до денес, не верував дека ќе постигнам. Бев убеден дека ќе стигнам до негдека, како што кажав и на почетокот, тргнавме во нешто што не знаев каде и одам и во што ќе се впуштам. Издржавме минатата сезона, освоивме титулата, оваа сезона ја потврдивме, мислам дека сме спремни и подготвени да продолжиме и да освојуваме уште доста шампионати. Имаше еден филм снимано за мене минатата година. Да, ќе пуштиме инсерти во вториот дел. Да, има интересни инсерти каде што сега кога ги гледам се тогаш ми биле неосварливи, сега веќе. Кој го снима тој филм? Тоа беше по иницијатива на Бранко Чупевски, новинарот од спортскиот новинар, да. Има инсерти во Хрватска како прославивме титулата. Има интересни. Мене ми е жал што не можевме да си дозволиме да доаѓаат да го снимаме тоа на сите трки, да се види баш буквално како е. Дури на некои тркви има 300 надпреварувачи. Европскиот шампионат не е само јас што сум победник во мојата класа. Значи, за да бидете европски шампион, мора да бидете да имате највеќе бодови од сите класи. Значи, тежината не е само јас што се тркам со 20-тина луѓе низ цела Европа, ме разбираш, него треба да бидам највише бодови од сите тие возачи што се таму. Затоа што и конкуренцијата е огромна, затоа е ваков филтерот. Огромна. Но, значи, поставивте рекорд, направивте преседан, одбранивте титула, европски шампион, што до сега не се случило. Ве тресат како мене која се враќав од Трст на времето фармерки, словенците која ме тресеа, секој излегуење, влегуење до гаќи, затоа што не им се веруваше, а не шверцев, патував за друго. Разбирливо ми е се во ова. И сега вас да ве прашам, дали мене ми требаше 20 на минути да укапирам со кого си имам работа, дали ние го препознаваме, што имаме и потенцијалот на овој наш спортист? Дефинитивно. Директно сметам дека иđe редок спортски бисер кој што докажува дека и со минимални услови во неговиот спорт може да постигне врвни спортски резултати. Тоа ние како држава го препознавме. Еве, не знам дали знаете, минатата година од страна на Агенцијата за млади спорт и Сојузот на спортски федерации иđe беше избран за спортист на годината за 2014 година на завршната манифестација. Но она што е уште поголем успех за нас како држава е тоа што сите вакви спортски таленти кои што ја промовираат Република Македонија надвор на меѓународната спортска сцена добиваат директна поддршка од државата. иđe е носител на стипендија од светска категорија, веднаш по освојувањето на минато годишната титула. Оваа година само ќе ја продолжи и во следните 4 години ќе зима по 2 просечни плати или некаде по околу 750 евра месечно. Тоа е нешто што мислам дека секој спортист треба да му представува дополнителна стимулација и мотивација да постигне ваков врвен спортски резултат, да не зборам освојување на европско злато, сребро или бронза. Дополнително, иđe со овој резултат
го достигна и го постигна највисокото спортско признание кое што го доделува државата. Тоа е националното спортско признание или во јавноста популарно нареченото спортска пензија. Иđe по завршувањето на стипендијата што ќе ја добива од Агенцијата за млади спорт. По завршувањето на спортската кариера, до крајот на животот ќе добива по една просечна плата по нашата земја, што верувам дека ќе представува вистински бенефит и ќе представува стимул и за понатаму за помладите категории на спортисти, не само на автомобилисти, туку и во останатите спортови, да се стремат да ги достигнат овие врвни спортски резултати. Еве ќе потенцирам дека досега во Република Македонија само 36 спортисти, јас би ги рекол спортски великани и легенди, се стекнале со оваа спортска пензија. Тука се, ќе ги напоменам, еве, Дарко Панчев, Индира Кастратовиќ, Кира Лазаров, Бранимир Јовановски во стрелаштвото и така натаму, значи Благоја Ѓорѓиевски буштор, Владимир Богоевски, тоа се спортски легенди. Перо Антич е носител на стипендијата од светска категорија за оној резултат кој што го освои во Литванија, освојувањето на 4-то место, како и сите останати репрезентативци во кошарката. Значи, во Република Македонија постои соодветен систем на наградување на спортистите кои што ќе постигнат соодветни резултати, но од друга страна постои систем на стимулација. Знаете, ние секоја година доделуваме 500 стипендии за млади талентирани спортисти. Друж директоре, јас се извинувам, ова е фантастично што го прави државата. Ја иđe го гледам, он е спремен да не јаде 40 дена, ни да пие, ни пари го интересираат, ни плата го интересира. Така. Он тие две просечни плати кои ја искрено верувам колку е скромен човеков, дека и благодарен за тоа, не е мала работа, но мислам дека и тие последни пари ќе ги даде за гуртни, попрво, одошто за било што друго. Можеме ли ние како држава, ако веќе препознаваме дека имаме, не знам, Бојан Крижај у скијање, Така. ајде да речем сега некој трескам јас без врска, Така. го препознаваме овој талент и неговиот потенцијал дека може да направи, бидејќи јас само си замислувам во Формула 3 или во ова повисоково првенство он да стане шампион, па тоа ќе одегне за Македонија. Нам ни фала вакви јунаци, вакви херои. Ние немаме. Точно. Можеме ли ние, освен платата, with all due respect, можеме ли ние некако да му помогнеме? Еве, разбирам. Ја знам колку може, бидејќи јас сум у медиум и он си има медиум. Неговиот возило, неговиот скафандер е медиум. Толку се спонзорите, он знае од кого може да добие 2000, од кого 5000, од кого 20.000 евра. Толку е пазар. Што може да се... Не зборам државата да. Но можеме ли да направиме, има ли некаков систем, не знам, ако нема свест, не знам, Окта, не знам, Мак Петрол, не знам, и така натаму некој конгломерат на големи и успешни компании кои би ги насочиле вие, например, да бидете еден катер. Не знам, зборам на памет, сега да не бидам као колегата Бошко, ама има ли некоја идеја како можеме да се работи за огромни финансии? Дефинитивно, значи државата сама по себе го потпомага спортот, не го финансира, тоа е уставно загарантирана категорија. Меѓутоа, во секаде на запад, во модерниот свет, станува збор за корпоративен дел на спортот, каде што приватниот сектор, бизнисмените наоѓаат свој интерес во делот на покажување првин на општествена одговорност, како општествено одговорни компании, но истовремено можност за нивна промоција преку остварување на спортски резултати. Ние во нашиот систем, поточно во Законот за спонзорство и донации, обезбедуваме соодветни даночни потикнувања и даночни олеснувања на фирмите кои што вршат соодветни донации и спонзорства во спортот. Меѓутоа, искрено сметам дека тоа не е доволно. Сметам дека поголем дел од компаниите, не само во колективните спортови, своите средства во делот на финансирањето треба да го насочите и во индивидуалните спортови. иđe е вистински спортски бренд кој што може да не промовира и веќе не промовира надвор. Меѓутоа, неговата следна цел треба да биде Европското првенство на кружни патеки. Таму ако вдека еден буџет му е околу 80 до 90.000 евра, верувате таму ќе му биде 250-300.000 евра. Меѓутоа, што е поголемиот предизвик? Таму секоја трка директно ќе се емитува на Евроспорт, едно од најгледаните светски спортски телевизии. Би сакале ли ние као држава тоа да ни се случи? Апсолутно. Да го видиме и иđe македонско знаме. Тоа е бесплатна реклама и за државата и генерално за сите оние што би застанале зад него. Ај сега да направиме една кратка пауза, одиме со првиот блок реклами, а потоа да видиме како можеме да помогнеме. Не е ова сега, извини, иđe, не си дошол овдека сега да просиш и така натаму, ама јас се возбудив, искрено, сакам да видам и да разговарам како општеството може во една мала земја која не е
индустријски толку богата да финансира ваков скап спорт и да најдеме некој свој бенефит. Одиме со реклами, се враќаме веднаш назад. Игор Стефановски е првиот македонец што освоил европска титула во еден од најтешките и најскапите спортови. Против сите прогнози, во директна пресметка гради со силни опоненти, IGA збриша моќната конкуренција и влезе во историјата како еден од најдоминантните севкупни победници во европските ритско-брзински првенства. Почетоците на кариерата на Стефановски беа идентични како и на сите големи шампиони на денешницата. Првите контакти со автомобилизмот, со трките, со возењето беа со основата беше картинг. Можам да кажам дека уште од тогаш преовладува таа љубов кон автоспортот, така. Нема, и тука си уживо да ми збориш, нема да ми дојдеш на снимка. На картинг фати прво? На картинг, да. Па да, во суштина тоа е најдоброто на Јосиф. Интересна случка е што на почетокот мојата мајка, нашата мајка не носеше мене и брат ми на картинг на возачев ритм. Од кај па мајка ти Таму ги стекнав. Она беше поборник да ние возиме, Што така збориш? почнуваме со тоа, да. Она не носеше таму на некој возење, после Од каде и идеја татко ми- мајка? Не знам, не сме имале претходно никој што се бави со автомобилизам, меѓутоа ете, таа е борбена жена. Браво. И се восхитувам и она е, Браво. Браво. Ние имавме голем успех во пливањето. Ја денеска ќе беше уште поубаво. Ние рачунав да бидеме четворица во студио. Требаше да биде и Евгени Попацев, да. Попацев, кој победи на Охридскиот маратон. Он замина денеска за Италија. Да. Идната недела се враќа и се надевам дека ќе успеам да го домакнам во студио. Нема причина зошто да не. Голем успех и тоа треба да кажеме дека мене ме коригираше еден од гледачите, ми рече јако треба да го спомнеме и трето пласираниот кој Тони исто беше Стефановски. Тони Стефановски Така е, кој беше исто така. Се случи еден убав бум со пливањето. Така е. Со пливањето и со Евгени. Евгени се замина за Италија. За Капри Италија. Тоа е последната трка од светската Гран При серија. Вкупно има 5. Охридскиот маратон е четвртиот, последниот е 36 километарскиот, значи за 6 километри е поголема, подолга трката, маратонската трка во Капри. Него му треба да биде меѓу првите двајца за да практично биде носител, односно освојувач на годинашната светска Гран При серија. Значи по број на бодови По број на бодови сега се наоѓа во врвот и му преостанува само да биде меѓу првите двајца за да може практично да биде на тронот оваа година. Тоа е сигурно еден од најголемите спортски резултати, нешто слично на подвигот на Идже. Он ќе биде европски шампион Он или ќе биде, светски? значи станува збор за светска Гран При серија која што од 2006 година се одвои од светскиот куп во далечинско пливање кој што е сега на 10 километри, практично представува олимписка дисциплина. Јас верувам дека Евгени Попацев, но и Томи Стефановски имаат амбиции, имаат можност да ја пливаат и оваа 10 километарска стаза. Тогаш ќе бидеме првите единствени македонци кои што обезбедиле соодветна олимписка норма, бидејќи од 2016 година маратонското пливање, односно долгото пливање на 10 километри е практично и олимписка дисциплина. Има, мислам дека 2 надпревари до почетокот на Олимписките игри следната година, кои што се квалификацијски, за кои што Евгени Попацев би можел да се избори за олимписка норма и ако има добар резултат би бил првиот македонец со освоена олимписка норма кој што би не представувал на следните Олимписки игри. Тоа само по себе представува голем успех. Се надеваме дека и во колективните спортови, еве зошто да не во ракометот некаде следната година да имаме можности за ракометот да биде дел од олимписките квалификации кои што би се одржувале или во Чиле или во Тунис и здравје Боже со добра штрепка зашто не да имаме и колективен спорт на Олимпијада. Значи јас како медиумска личност и оваа емисија ќе давам поддршка на секој македонски спортист, безрезервна. Но јас лично како Јанко имам многу резерва према колективните спортови во Македонија, особено спрема фудбалот. Она што резултатите од фудбалот кај нас се, тоа е под секое ниво. Ја веќе дури ми е дегутантно, не знам за која тема би разговарал. Има ли излез за такво нешто? Еве сега искрено да ви кажам, Сител ќе ги пренесува Европско првенство во кошарка. Емисијава ќе се помести гледачите да гледаат, ретка можност е, се надевам ќе има интересни надпревари. Сонувам
македонската репрезентација да има извореден успех. Малодушен сум, искрено да ви кажам. Зошто? Со тоа наше топло, ладно, угоре, удоле, знаеме да блеснеме и потоа да не нема, а со фудбалот ние сме у една тиња од која не можеме да излеземе. Не сум стручњак, ама ја немам други зборови кои би можел да ги употребам. Знаете, Јанко, во дел од колективните спортови во изминативе неколку години не можеме да кажеме дека немаме успех. Еве ќе го споменам ракометот, ќе ја споменам кошарката. Само по себе според мене е успех што во последниве 7-8 години во континуитет учествуваме на европски и на светски првенства. Тоа во минатото не беше случај. Знаете, четвртото место на кошаркарите во Литванија е можеби најголемиот спортски успех во колективните спортови. Петото место на европското првенство на ракометарите исто така е еден од најголемите спортски успехи во колективните олимписки спортови кај нас. Дај Боже, јас верувам дека оваа генерација на ракометари има желба, има волја, има сила да се квалификува и на Олимпијада. Тоа само по себе ќе представува најголем спортски успех во нашата понова спортска историја. Но веројатноста е поголема да имаме поголеми успеси во индивидуалните спортови. Пример за тоа е Идже, пример за тоа е Евгени Попацев, пример за тоа се нашите каратисти. Ние имаме европски медалисти, односно европски прваци во карате, кои што и на неодамна завршените први европски олимписки игри во Баку, двајцата наши каратисти освоија бронзени медали, што само по себе представува успех. Во колективните спортови мислам дека повеќе треба да се работи во делот на стручната специјализација на тренерите. Ние веќе во изминативе неколку години во континуитет работиме на подигнување на спортската база. Па еве ние земаме странци за тренери, еве го земавме Љубинко Друловиќ на репрезентацијата. Така. Ја не верувам Мурињо да го земеме ништо не може да се Да, знаете, стручните лица треба да се вклучат уште во пониските категории. Уште во младенските школи и во пониските репрезентативни категории. Не, знаете што ќе ви 14, кажам? 16, 18. Кога ќе престанат родителите да кешираат за децата, дали затоа што татко му на Идже не плаќал за да биде на трка да влезе, да игра. Додека во колективните спортови пушти го дете во моје, кешираат тој што најмногу плаќа во школите, тој е најфорсиран, а не тој што најдобро тренира. И втора работа, една работа што ние не сакаме како држава да ја сватиме, а ја овдека глава ударам, а зошто он ќе постигне успех? Затоа што прашање е која ќе излезе тенисер, голфер, било што, поединец. Затоа што ништо не земал од државата, сам се изборил за тој успех, сега вие ќе му давате пензија и заслужено. И заслужено ќе му помагате, ама сам се изборил. Така. За разлика од другиве кои државата не ми даде, овие не ми даде, немало услови. Ако сега нема, мислам дека во Македонија никогаш не можело повеќе да има и фудбалски игралишта, и сали, и базени, за секој да може да се развие што сака. Но се додека е таа корупција. И втора работа, неговиот спортски тим не е наследен од некое друштво формирано 55-та година, друштво со општествена одговорност кој никој не знае кој е газда, туку е он лично. Он, татко му и неговите родители ги донесуваат сите одлуки и сите жртви. Додека овие пола фудбалски клубови чиви се клубовите. Да. Пола државно, пола општествено. Додека не се најде Берлускони некој да си го земе клубот под своje, ние нема да видиме и глава да кренеме. Тоа е моје скромно мислење. Ја не сум стручен. Јас се извинувам. Али сите големи клубови се акционерски друштва. Се акционерски друштва. Еве вие Барселона. Така е. Пријатно. Вложиш во клубот и после идеш да гласаш кој сакаш да ти биде тренер и председател. Ќе ви дадам еден позитивен пример како државата со своји мерки успева во најмала рака да се бори против еден вид на субјективизам во бирањето на репрезентативците. Од пред 3 години Министерството за образование и наука и Агенцијата за млади спорт ја почна спортската академија како еден пилот проект, како еден експеримент, каде што најдобрите во 4 спортови беа селектирани од страна на стручни лица од федерациите. Пред недела дена се вратија паралелките во ракомет кои што беа на меѓународен турнир во Брашов, Романија. Од сите генерации, значи сите 3 генерации беа и прва, втора и трета година, кои што се дел од спортската академија, имаме 2 први места и 2 втори места и во машка и во женска конкуренција. Тоа значи дека во прва рака добро се селектирани децата во спортската академија, второ имаат добри стручни лица, односно тренери, и трето имаме блескава иднина
И нема, според мене, нема да се создаде гап, нема да се создаде празнина меѓу сегашната сениорска репрезентација и децава кои што треба да ги наследат истите. Верувам дека сме на прав пат. Мислам дека имаме добри селекции во спортската академија и во фудбалот, и во кошарката, и во тенисот. Мислам дека за неколку години веќе ќе можеме да ги видиме резултатите. Меѓутоа сега не смееме да имаме скептицизам во однос на младите категории кои што допрва треба да се истакнат. Појма немам. Значи јас сега можам да климам со глава и сега да видам, да, многу убаво, љубовта, спортот, братство, единство. I don't care. Така. Ја резултати ме интересира како што не интересира сите. Сите тие приказни може се добри, може измислувате топла вода, може се тоа формите кои се земаат светски, така, па се имплементираат. Што е потребно, ја навистина не знам. Јас сум резигниран. Оваа држава огромни пари фрла во фудбал, фудбалска репрезентација, не знам за наши кошаркарски, не знам за ракометни, но спрема тоа вложеното ние добиваме или премалку или превише. На моменти имаме такви бруки, например, повеќе се занимававме со гостувањето после одбојкарите, навредени зошто биле дочекани со Ако може и во тој дел, значи да одговорам. Со што треба да бидат дочекани? Што се нивните очекувања? Што вие како агенција треба да им пружите? Што треба да им биде? Значи должни сме на јавноста да ја објасниме некои работи во однос на одбојкарската репрезентација. Првин мене ми е криво што еден дел од спортските портали лиферуваа шпекулации, небулози дека со овој успех кој што го направија, кој што несомнено еден од најголемите успеси во новата македонска одбојкарска историја, дека тие се стекнуваат со право на спортска стипендија од страна на Агенцијата за млади и спорт. Не сакам да навлегувам во квалитетот на надпреварувањето, меѓутоа еден човек кој што има елементарно познавање од одбојката и од спортот, слободно може да увиди дека Европската лига по ранг е 6-то надпреварување. Значи имаме Олимписки игри, имаме светско првенство, европско првенство, светска лига, светски куп и европска лига. Нашите репрезентативци направија одлична работа. 2 години поред финансиски поддржани од страна на Агенцијата за млади и спорт, влегуваат во Final Four-от, минатата година влегува во Final Four-от, изгубија во полуфиналето. Оваа година влегува во финалето, изгубија од Словенија, која што требаше по автоматизам да влезе во светската лига, што е едно ниво повисоко надпреварување во однос на Европската лига. Меѓутоа, поради новите правила на надпреварување, дури ни Словенија како победник од Европската лига не влезе во светската лига. За да влезете во светската лига, што е еден ранг повисоко надпреварување, треба да сте победник во Европската лига и влегувате во светската лига. Постојат 3 фази, односно 3 шешири, влегувате во последниот шешир, во најнискиот. И тука се надпреварувате со репрезентација од типот на Казахстан, од типот на Кина и така натаму. Ние направивме достоен прием во Агенцијата за млади и спорт за овој голем спортски резултат според мене, бидејќи во моментов сметам дека одбојката од одредени причини, дали поради неажурност на самата федерација во системот на организирање на надпревари и така натаму, се наоѓа на маргините во делот на колективните спортови, иако во делот на финансирањето од страна на државата е на исто рамниште и како останатите колективни спортови. На оние реакции, според мене би рекол несмасни на дел од репрезентативците кои што практично изјавија, пишуваа на Facebook дека од државата очекувале многу повеќе за овој врвен спортски резултат. Што очекува, пензија? Па очигледно тоа. Сакам да им порачам дека резултатите не треба да се вреднуваат со парични награди. Секој нешто сака да го носи националниот репрезентативен дрес, да го брани државниот грб, тоа треба да представува негова гордост, светост и негов личен влог во промоција на неговата земја. Иđе, дали кога не би ја добил, ти сега ја добил таа пензија и така натаму, да не ја добиеше, дали ќе ти спласнеше ентузијазмот или ќе се откажеш? Дури не ни знаев дека ми следува таква работа. Верувај, ја на ово првенство отидов без никакви калкулации. Она што ми го ветија спонзорите го испоштува. Она што ни беше потребно да направиме таа минимална финансиска конструкција направивме и отидовме во тоа. Ќе кажам пак, кажав и лани неколку пати, нас како спортисти треба да ни е чест и гордост да ја представиме Македонија во најдобро светло. Без разлика дали сме помогнати финансиски или не. Иако мене ми требаат многу повеќе финансии од било кој спортист друг, верувајте дека можностите се тие, знаеме каква е ситуацијата, треба заеднички да се бориме ако е можно да ги собереме тие финансии и да учествуваме, меѓутоа треба да се оправдаат со резултати.
Не е секогаш финансиите предуслов за резултатите и Во еден круг, во едно годишно твое надпреварување во одредена категорија, колку трки ти во мојот шампионат има 12 трки. 12 трки во 12 земји? Така. Во што е предуслов да се одржуваат такви трки во една земја? Например, прво, дали може во Македонија? Дали има услови и што е потребно, например, такво нешто да се сега кога го имаме човеков поголем амбасадор немаме у светот. Можеме ли да искористиме за едно такво? Да. Дефинитивно можеме, ако можеме, меѓутоа проблемот е што тие логистички тимови доаѓаат со огромна логистика. Еден тим што се надпреварува, зборам еден тим, рачунајте има по 300 надпреварувачи на една трка. По 300 надпреварувачи. Тие доаѓаат со логистика од шлепери, од неколку шлепери. 300 надпреварувачи? Во Австрија имавме 320 надпреварувачи. Во бројката под 150 надпреварувачи не е падната на трка. Вие стартувате еден по еден и ви се вери време, Еден така? по еден на време, И тоа и 300 додека се изредите такви, тоа е Тоа е страшна организација, тоа е за секој оној љубител што сака да гледа се наплаќа карта. Државите имаат огромен бенефит. Проследени се со специјални, дури на некои трки има и хеликоптери кои за оние кои што сакаат да возат, да гледаат одозгоре. Страшно добро организацијски подкрепено и верувајте дека го материализираат сето она што е. Во Германија, да речеме, цела трка беше пренесувана во живо, со видео, бимови, со VIP места, локации направени, огромна посетеност. Тоа е некој Кои места би биле погодни во Македонија? Дефинитивно. Стража, пресека, водно? Не, водно е дефинитивно најдобро локацијски. Бидејќи сепак главниот град ни е тука, може да се направи страшно добра трка. Меѓутоа, како што кажав, проблем се границите. За да дојде некој од Европа да вози тука треба мине две граници. Јас го знам проблемот што го имам кога го поминувам по границите, сите тие заверки на документи, чекам по 6-7 сати на граница за да ги заверат документите. Верувајте мене до Словенија ми треба 20, сега последниот пат 25 сати да отидам 1000 километри. Ве проверуваат тоа проверки, листи, атакарнети, заверки, па чекајте, па страшно тешко е. И не верувам дека некој од Европа би дошол тука. Знаете колкава колона има да чекаат на границите со камионите, така да. А у Европа пососема поинаку се нема граници. Нема. Јас кога одев на трка во Швајцарија, иако Швајцарија не е Европа, членка на Европската унија, нема никакви контроли, нема, само одите. Значи многу олеснет. Тоа е бенефитот на земјите членки на Европската. Ние се плашиме да не дојдат французи и германци па да ни се населат, нели? Затоа мораме строго да ја држиме граница. Мислам дека се каже. За жал. Се ја кажам. Малце депресивно делува. Скоро Не, време воопшто нема да видиме. не е депресивно. Значи, нема тоа е депресија. реално, Не, реално. нема депресија, реалност. Нити се жалиме, нити ништо. Сме го постигнале. Тоа е реалноста, збориме што е реалност. Ние како македонци, како македонски народ сме борбен народ. Јас секогаш сум го кажал, никогаш не попуштаме, така да може тоа е некоја особина од инат што продолживме, што го освоивме шампионатот. Иако ја минатата година имав страшни излетувања. Па добро, ајде ова пак никој, не, љуто пиперче феферонка. Ние и само имаме такво љуто. Имав излетување стравично, не можев да ја направам возилото, сепак го приспособивме. Каде се случи тоа? Во Чешка, Добре, кај што се се најголемите случи? конкуренти, на тренинг излетав, го оштети возилото, доста работевме цела вечер. Моите конкуренти не веруваа дека ќе продолжам. Во неделата се појавив на старт. Завршив втор, иако кога се удри во саботата ми се откачи воланот, се откачиле држачите, не го видовме тој дефект, бевме фокусирани за предниот дел да се приспособи. На трката ми се откачи воланот, возев разлабавен, удрив два пати во тоа возење, завршив втор. Фала му Господ, ја земавме таа титула. Што ја држеше шипка? Не, се откачи. Тоа отстапување од кој некои 2 сантими, меѓутоа е многу тешко во кривини кога одите да го држите вола на таа брзина. Има 2 удари, ги има и на филмот, меѓутоа продолжив и завршив. Мислам дека после вториот шампионат треба уште еден филм да се сними за него. Дефинитивно. Одиме со вториот блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад во студио. Почитувани гледачи, се враќаме назад во студиото. Морам да им се извинам на
сите љубители на автомобилизмот, заради моето непознавање, на работите и, нели, вечерва немој да ми замерате и особено колегите новинари кои се занимаваат со спортско новинарство, но јас сум тука само да го популаризирам ова уште повеќе. Секоја ви чест и ве молам не ме земајте за зло затоа што многу работи не ги знам и не можам да ги правам онака стручно како вие. Но за вакви луѓе, а го запознав за овие 20 минути, верувајте ми уште 2 часа ќе направам се што можам јавноста да ја немирам за да вакви луѓе, како да ви кажам, јас сум дете растен од стрипови. И ја, знаете, на запад тоа се Капетан Америка, тоа е Супермен, тоа е Бетмен и така натаму. Но во реалниот живот ова се нашите херои. Ова се нашите јунаци. Ние уште и ден денес го збориме Пандев, го збориме Дарко Панчев. Колку нам ни недостасуваат вакви ликови да се идентификуват. Оти ние како земја постигнавме многу успеси, ама вакви ликови ни треба. Ние мораме не да му го галиме егото. Ние да бидеме благодарни за да се прилепиме на неговиот успех. И затоа нашето вложување во него и неговиот спорт е вложување во нас. Така е. Не сме му дале ние пари да му фрлиме пари, Така е. сме си вложиле во нас. Ние мораме тоа да го сватиме. Можеме ли нешто да направиме на тој начин? Ја не ги знам модусите. Знам дека во светот постојат, нели, спонзорите си имаат развиено, они бараат таленти, грабаат и така натаму. Но кога он е веќе тука, а не преминал да работи во тоа прашање на време, знаеш, секој има своја цена. Ќе го земат Лотус под свое, ќе го земат Порше под свое. Мислам дека нивото на општествена свест и одговорност кај нас се уште не на толку развиено ниво како што е во современиот свет и на запад, особено во делот на инвестиции во спортот, финансирање во спортот. И мислам дека тука свој удел и свое вклучување мора да имаат и медиумите. Значи, ако не постојат спортски емисии, ако не постојат информативни дневници, кои што ќе го практично нема да го величат неговиот успех, туку ќе го представат реалниот успех кој што го постигнал Идже и негов личен и за Република Македонија и за евентуалните спонзори кои што би му дале финансиски средства, бидејќи на крајот на криштата тој вози автомобил на кој што брендот, логото, името на фирмата која што го финансира ќе биде секаде препознаена, широко препознатлива. И мислам дека треба повеќе да ја дигнеме свеста кај компаниите, кај бизнисмените, кај оние кои што создаваат профит и кои што треба реално да вложат не само во останатите општествени дејности, култура, образование и така натаму, особено во спортот, бидејќи спортот е најголемиот амбасадор на една држава. Дефинитивно може да биде личен амбасадор на спортистот, но многу поголем амбасадор на државата и на луѓето што стојат позади спортистот. Во овие индивидуални спортови покрај помошта од државата, неопходна е помошта од приватниот сектор. И еве сакам да упатам еден апел до сите наши македонски бизнисмени, до сите оние кои што може да го проценат талентот и успехот, веќе постигнатиот успех на Идже, да не се штедат. Напротив, да инвестираат во него, бидејќи на крајот на криштата инвестираат во македонскиот спорт. Ја, вчера не можам да разберам неколку работи. Кој ќе ги погледам овие спортскиве, например, надпреварување во вашата категорија. Значи, било кој што е во некаква врска со нафтени деривати. Ние немаме автомобилска индустрија, дилериве за автомобили кај нас се мизерни, но ние имаме, не знам, бензински пумпи, имаме рафинерија, имаме такви работи кои се компатибилни со пиво и така натаму, а кои се прилично моćни во целава работа. Неќам да те ставам сега и тебе во една ситуација, неќам да излезат оние емисии, сега ние кукаме за пари, од сам почеток рече, не те интересира тебе, благодарен си, бараш успехот и така натаму, но очигледно мораме нешто да направиме и на тоа поле, да се свестат тие луѓе дека ова е добра шанса во овој момент. Јанко, она што можев јас како поединец и моите родители и спонзорите што ги имав го направив. Тоа е дефинитивно. За да одиме чекор напред во појак шампионат, дефинитивно ми треба поголема финансиска помош. Тоа не е помош. Тоа е веќе не знам како да кажам, тоа е вложување, бизнис инвестиција, да. Не би сакал да кажам помош бидејќи лошо звучи, меѓутоа бизнис инвестиција, бизнис партнери кај што би направиле заеднички
проекти би имале сите корист од тоа. Ја би можел, значи, да возам исто во овој шампионат и евентуално да пробам да ја повторам и третата шампионска титула кај што се добива златна касига, најголемото признание во автомобилизмот. Меѓутоа немам амбиции, мислам дека го постигнав максимумот, направив 8 рекорди од 12 трки, веќе ги имам. Не знам. Ако искочи све како што треба, ако даде Господ, да отидеме на тој европски шампионат и да се пробаме и таму. Во која категорија? Во кружни надпревари. Во кружни надпревари. Да. Кај се одржуваат тие кружни надпревари? Тоа се стази трки кај што возат Формула 1 надпреварите. Формула 1. Да, истите надпревари се Хунгароring. Не. Пред формулата идат не, или? Можно е два надпревари да одат, така се збори, во 2016 можно е два надпревари да одат како предвозење во Формула 1, меѓутоа не знам. Но за разлика од овие трки за кои дознаваме адхок отпосле, овие трки ако отидеш во кружниве, ние ќе имаме шанса да ги гледаме преку Юриспорт. Секој Евроспорт, да. Бесплатна реклама. И што е за секој спонзор е тоа бесплатна. И бесплатен пренос. Апсолутно. Така е. Тоа е голем бенефит, Тоа се предпоставувам не би било проблем и македонската радиотелевизија или некој национална да ги откупи националните да ги земе правата телевизиските права. Да, Евроспорт и онака го гледаме. На шала на смеј јас ќе кажам, ИДЖ е дефинитивно еден од најисплатливите бизнис планови кои што некоја компанија во моментов може сега да го земе како урнек. Апсолутно се согласувам. И практично да инвестира во него. Кога треба ова да се дефинира? Кога стартува? Ова мора да го дефинираме до крајот на годината. Значи декември мора да биде да одговориме на тоа на таа покана што ни ја пушти од ФИА, бидејќи како што кажав лимитиран број на возачи и сепак таму се професионалци. Во разговор со Маријан, со господинот Маријан, ја му објаснив дека не само што со самото тоа учествување во тој шампионат, они комплетно почнуваат да ве следат како надпреварувач. Без разлика на трките. Они нон-стоп објавуваат на Евроспорт, на нивната страна, нон-стоп објавуваат статии за вас, каде сте биле, што сте направиле. Комплетно ве пратат во секој подвид, како надпреварувач. И е голема промоција, посебно за мене како надпреварувач, а верувам и за Македонија. Гледан ли е тој спорт? Популарен ли е тој спорт? Тоа е страшно. Имаше некои статистики, читав дека минатата сезона 500, не знам колку милиони гледачи го прателе тоа првенство. Автомобилизмот како автомобилизам е атрактивен спорт. Нема млад човек, мислам, од машка популација што не сака автомобилизам, предпоставувам. Како не? Сепак е интересно за гледање, сепак е атрактивен, борбен спорт. Дури на тие кружни надпревари има и контакти, има и верувајте, не знам, мислам дека е интересен. Која е сумата овдека што збориме за едно вакво? Па според податоците што ги добив од ИДЖ, минималната сума која што ќе ги покрие трошоците за котизација, за минималните услови за настап на еден тим е од 250 до 300.000 евра. Слушај, ИДЖ некој не слуша. Дај ќе дое премиерот да се на интервју. Дај да удриме рекет 2-3 фирми. Дај ако ништо друго, ако не милом, силом, што вика цареве. Тоа е легален начин на добро инвестирање во готов производ. Јас така го кажам. Мене ме личи мафијаш, види, ке им отидеме, слушај, да не те зборам у емисија. Тогаш нема да имаме резултати, да знаеш. Само една компарација, Јанко, ако не е проблем. Значи, тек да не станеме светски шампиони, ИДЖ, да не станеме, глеги италијанци не со мафија кај отидо. Не знам што да направам, спремен сум и на таква нешто. Во октомври месец ќе бидеме домакини. Ќе бидеме домакини на европски шампионат во шах. Ги добивме официјалните права директно шаховските надпревари преку електронски табли да бидат пренесувани на најпознатата шаховска интернет страница chess.com. Нашите сознанија, значи играат надпреварувачи шах електронски во град Скопје, во општина Карпуш. Ние ќе бидеме домакини на европски шаховски куп оваа година. Некаде во октомври месец. Ние бевме како град преку 1972 бевме домакини на шаховската олимпијада и веќе сакаме да аплицираме во 2022 на 50 годишнината повторно да биде домакин. Така. Значи веќе ние работиме, сме биле домакини организатори на голем број на меѓународни надпреварувања, сме се покажале како одлични организатори, имаме високо реноме и углед во делот на организацијата и токму преди тоа и во делот на шахот ни га дадоа практично оваа манифестација да организираме. Што ми беше поентата? Значи некаде просечно еден шаховски надпревар електронски на chess.com го следат околу 1 милион гледачи.
на интернет. На лайв стриминг неговите надпревари ги следат околу колку кажам, Не знам колку милиони, многу. многу Цифрата е милиони стварно голема. пута 50, значи И тука прутни еден банер за Ајвар, си завршил работа. подобра Или за бурек. бесплатна реклама од ова нема. Вау. Знаеш, многу ми е лесно кога зборам. За жал, можеби треба да дојдеш, ама треба да дојдеш со дел од твојот тим. Сакам многу да зборам за ламели, за гутни, сакам за вакви гуми, дали се Goodyear, Michelin, што лепа. Тие технички, бидејќи Discovery многу. Гледав како се прави една тркачка кола во Америка за нивните, оние, не drag racer, туку за истокружни трки. Тоа се ненормални суми. Земаа некоја кола, ја модифицира, ја направија, огромни пари. Значи, ако вложија 10.000 и ја продадоа 60.000. Значи, таква модификација на такви коли е исклучително скап. Туку друго ми падна преска на памет. Би возел ли, например, Camel Trophy, нешто таква работа? Немам амбиции. Немаш, не уживам во тоа, немам амбиции. Сакам брзина, Брзина. да, сакам кај што адреналинот тоа не ме привлекува, не знам. Сега за сега, може би во иднина да, меѓутоа сега за сега не. Колку ти е онака фокус, овие трки колку траат, например, викаш 18 км, за колку време се поминуваат? Тоа е 5-6 минути? Не, Се извинувам. 18 км за едно 12 минути се 12 возеше. минути. Да, 180 км. Зависи од конфигурација на стаза, зависи. А овие кружниве колку ќе се возат? Кружните се возат околу, мислам, 20 круга, дека се така нешто. Порачунајте 2 минути. Си се пробал ли ти 20... А колку временски трае тоа? Па тоа е отприлика некој 20 и 25 минути. Пак тука тоа време. До половина час. Значи, тоа ти е... Можеш ли да возиш подолги трки? Дефинитивно можам, зашто не? Дефинитивно. Го имаш тој висок фокус на концентрација? Мислам дека околу тоа немам проблем никако. Види, интересна е случка. Имав снимка на трка поставена камера напред во возилото додека возам. Добро. Мерев, случајно, додека разгледував, додека ја гледам, реакцијата на трепнување на стаза од 6 км, тоа се вози негде од прилика околу 3 минути, таму дека 3 минути. Трепнувањето беше 3 пати се трепнува во рок од 3 минути. Несватливо ми е, да ги држам очите сега не можам тоа да го направам. Јас случајно го приметив тоа, значи имам снимката каде што концентрацијата на сите тие, тоа не знам как, не знам што е. Еден од починатите, несреќено загинати возачи на Формула 1, читав едно негово драматично искуство непосредно пред да му се случи несреќата, не погрешно ме свати. Зборам за фокусот. Века, неколкуте круга, вика, возам првиот круг брзо, па уште побрзо, па уште побрзо, па уште побрзо. Вика, во еден момент пред мене имаше само асфалтната патека и се друго, вика, се изгуби во магла. Во тој момент, вика, сериозно се уплашив. Вика, оти тоа се, претпоставам, брзина некои 350-400 км, 350 км на час, каде што веќе други закони на мисла важат. Тоа што ти у глава тебе, тоа е... Не знам, ретко ако јас кој- кога ќе влезам во автомобилот на трка, едноставно тоа е друг свет. Тоа не можам да го опишам. Тоа е сосема друго. Имаш ли диалог у глава? Тогаш немаш диалог у глава, немаш Значи мисла. се исклучува максимално сконцентриран само на кривини. Како што кажав, да речеме во Португалија има на ставено снимка каде што на сплетот кривини, опасни кривини, се оди преку 200 на радар ме мера 209 километри едно мало отстапување, значи една грешка да направите, да отпуштите газ на некоја кривина, да се занесе возилото или да закочите порано или покасно секунда, значи овие трки не простуваат. Загинале толку луѓе, тоа кој ќе излетат има камења, има карпи отстрани, има дрва, има се. Така да тој адреналин, тоа не може да се опише. Тој страв што го имате додека возите, додека тоа е нешто, не знам. Кен блок? Не, тоа е драматизирање. Ова е право тркање. Ова е борба со времето, борба со не знам, Со себе. со себе, со све е помешано, и страв, и адреналин, и желба за победа, и све. Каде сте вие со годините во вашата кариера во моментов? Во моментот во најдобра
собрано и искуство од минатите години, значи толку ете 12-10 години колку го имам. Мислам дека сето тоа искуство што сум го возел тука, сето тоа е сега скоцкано добро да можам да... Те гледам по динамиката, прилично си динамичен тип. Да. Вака доста те гуши ова седење 2 сати и така натаму и така натаму. Како лично се справуваш со тоа? Како се справуваш со тој стрес? И кажи ми, дали физички вежбаш? За жал не. За жал не. Додека траат трките, апсолутно немам време за ништо. Моето овие 6 месеци за мене се фокусирани одење на трка, враќање, неколку денови со фамилијата, со децата, спремање пак одење, пак возење. Значи апсолутно немам време за тренинг. Немам време. Немаш ни потреба, не чувствуваш имам потреба. Имам потреба, се преморувам, верувај. Ја не знам дека може во тие 2 минути возење или 3 минути колку што трае трката, толку да се испотите, значи без активности на трчање, без тоа не знам како, значи да трчам 15 минути ќе се испотам помалку него за тие 2 минути дека возам. Сите мускули заедно не може да потрошат повеќе. Изгледа се тој склоп на мозокот, рацете. Може да видите автомобилизмот во трките, кислород и сите функции гликоза работат. Да. Нозе, раце, мозок, очи, значи све треба тој умот, склоп да е, да. Чим е умот до толкава, впрочем, не знам, колку дигаш пулс на такви? Не знам, Ве мереле ли? Сте имале ли не такви? сум имал, тоа се мери пред старт, пред ова, меѓутоа појма немам. Поминувате допинг тестови? Да, има тестови, има тоа прегледи лекарски, сите оние што Што може да биде допинг во овој спорт? За подобрување на фокусот, опасно е ако се напиеш кафе, кофеин, ако ти се појави? Не, кофеин не. Не знам, Во мислам урината зборам? нема ефект тука. Може некои средства за концентрација, меѓутоа не знам. Не верувам дека нешто би имало удел. Освен тебе, во државава има ли други таленти во автомобилизмот од неговиот ранг или кои се на пат таму? Јас барем не знам, Иđе сигурно знае повеќе од мене. Постои државно првенство кај нас, меѓутоа која е возрастната категорија на учесници кои што учествуваат и дали од нив има таленти кои што би можеле да го во најмала рака да го повторат успехот на Иđе, верувам дека нема во моментов. Она што сакав да го потенцирам е дека Иđе веќе според мене е зрел за повисока категорија. Че веќе е шампион 2 пати. До година ако повторно се надпреварува во ридските патеки ќе добие таа златна кацига, тоа сигурно ќе биде врвот во спортската негова историја. Меѓутоа мислам дека веќе е време. Да ти рече, тоа е веќе ограничување. Тоа е ограничување на неговните способности. Не му треба злато, он сака побрзо да вози на побрзи патеки. Така е. И мислам дека сите ние треба да се фокусираме да му овозможиме на Иđе тоа што он го сака. Тоа што он го сака. Ја ви благодарам. Ми представуваше особена чест и задоволство што ве запознав и што бевте гости во мојата емисија и се надевам дека ќе продолжиме и ќе во секоја прилика ви стојам на располагање и јас лично и мојата емисија да ви помогнам да промовираме, да актуализираме секоја прилика за да си направиме добро за нас. Ти благодарам Јанко и на поканата, огромна е чест што еве сме гости тука во оваа емисија, пред се луѓето да видат со она што се занимаваме ние како професија и да ги разјасниме некои работи околу спортот. Ти благодарам и јас. Вечерва имавме можност да се фокусираме само на автомобилизмот. Тоа е само еден сегмент од колективниот Идната недела за пливањето. Така е, значи сакам да им порачам и на другите медиуми. Вие имате една од најгледаните емисии, верувам дека граѓаните се желни практично и за спортски теми. И верувам дека на овој начин ние ќе можеме да го доближиме спортот до граѓаните и да ги заинтересираме младите луѓе да почнат активно да практикуваат спорт. Автомобилизмот не, можеби повеќе од оние спортови кои што бараат психофизичка активност поголема и верувам дека на тој начин и ќе придонесеме за психофизички здрава младина, да ги отргнеме од сите овие пороци на модерното живење, зошто да не да имаме и врвни спортски резултати. Драги мои, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Репризата од оваа емисија ќе иде наредниот ден на Сител 3 и на Сител 1 утре вечер. Секако и на YouTube. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.